Директорката на Државниот испитен центар, како што неколку пати најавивме, дека ќе биде гостинка утро Билјана Михајловска. Прво, добро утро. Добро утро. Зборуваме и разговараме за вториот изборен екстерен испит, кој што се полагаше на 8 јуни, па по многуте најави дека испитите ќе бидат вакви или такви, како помина еве овој вториот? Па според мен е релативно добро, затоа што најголемиот дел од учениците сметам дека успешно ќе го положат првиот изборен испит, односно вториот испит вкупно во матурата. Полагаа речиси 15.000 ученици во нивните училишта и главно денот помина како што очекувавме со мали измени кои што и одредени мали проблеми кои што не би требало да се проблеми поврзан, тоа се поединечни проблеми, ученици препишувале па биле отстранети, меѓутоа генералната слика е дека добро помина, дека секаде започна навреме, дека заврши навреме. Ние сме задоволни. Мислам на Државниот испитен центар. Да, во однос на бројките, најмногу кандидати биле пријавени за тестот по англиски јазик 13.198, потоа математика 1.356, германски јазик 114, 37 француски, 84 естетика и по еден за руски јазик и за филозофија. Претходно беше полаган првиот испит. Бевте гостинка во нашето студио. Секогаш кога ќе има ваква ситуација, нели, ќе бидете тука, вратите на студио се отворени, па може ли да сумирате дали сте задоволни од двата испитни рока, ќе ги наречем? Да, дефинитивно, затоа што мислам дека оние работи што годинава ги направивме, дека се функционални. Во моментот тоа не можам да го подкрепам со бројки, затоа што анализите допрва следуваат заедно со оценувањето, меѓутоа сметам дека она што го направивме годинава, можноста учениците да полагаат во голем простор, овозможи да има подобра контрола на оние работи што не функционираа претходно, односно големиот број на ученици кои што препишуваа и исто така нашето постојано зборување дека мерките се заострени, беа заострени практично со донесувањето на правилникот во март и варијантата оваа година учениците кои што препишуваат наместо да добијат помалку бодови, тие не би го положиле испитот. Мислам дека влијаеше и ја подигна свеста на матурантите и оваа година заедно со резултатите ќе ги имаме и тие бројки колку имало преписи, каде имало и мислам дека ќе биде драстично намалено во однос на минатата година, не само во исто време и поради големиот простор, значи подобрата можност да се одржи ред како што налагаат правилата, меѓутоа и заради свесноста на младите луѓе дека не треба да прават некои работи кои што би го промениле нивниот објективен резултат. Велите дека сепак имало обиди за препишување. Може ли да се искорени тоа, да се елиминира како опција? Имате ли право, законско право да го спречите тоа? Практично имаме со правилниците во смисла дека секој ученик кој што препишува, тестаторот или наблюдувачот веднаш го отстранува од испитот. Со тоа што претходно беше добива помалку бодови на оној дел кој што препишувал, дури ако се констатира тоа во текот на оценувањето. Ако ученикот е отстранет поради последување на телефон, тогаш секако не го полагаше испитот. Меѓутоа сега, доколку се констатират препишување и во текот на оценувањето ќе биде отстранет. Овој пат, особено на вториот ден, имавме многу повеќе такви случаи, што значи дека тестаторите и наблюдувачите беа многу повнимателни во однос на првиот ден. И сметам дека овој пат ќе имаме и пообјективни резултати, меѓутоа и покажавме дека не само што се грижиме да се почитуваат правилата, туку и имаше многу реакции во претходните години од ученици кои што се добри и кои што не правеле никакви злоупотреби во текот на испитот. Имаше реакции дека дека многу ученици кои што добиваат незаслужено високи оценки. Мислам дека овој пат таквите реакции ќе бидат намалени и дека навистина ќе имаме многу пообјективни резултати. Кога ќе бидат објавени резултатите? Најдосно Резултатите требаат законски 30 дена по вториот испит, значи 8 јули, со тоа што во исто време со резултатите ќе ги објавиме и сите овие попатни сознанија.
Што ако ученикот не положи или ако не полагал сега? Ако не положи од било која причина, значи без оглед дали било отстранато од испитот или било констатирано препишување или едноставно не знаел доволно за да добие двојка, тогаш може да полага повторно во августовскиот испитен рок на 12 или 14 август, зависно кој предмет не го положил. Исклучителни ситуации се оние кога ученикот е отстранет заради големо прекршување на правилата во смисла замена на идентитет или напад вербален или било каков на тестатор или наблюдувач. Во тој случај ученикот не може да полага оваа година, ќе дојде следната година. Има такви екстремни случаи сега? Па има, со тоа што не можам директно да кажам дека е тоа, ќе треба да се разгледаат фактите. Ни се случи во едно училиште да имаме вербален напад на наблюдувачки од кои што ние сме ги ангажирале од Министерството за образование и наука и од Бирото за развој на образование, се случи во Кичево. Ученикот незадоволен од тоа што бил отстранет од испитот, повикал родителот се вмешал во расправијата со наблюдувачите, бидејќи беа многу вознамирани колешките. Повикавме полиција, родителот потоа бил повикан во станица. Да, тоа беше следното прашање, дали органите интервенирале и дали следува процедура понатаму? Да, ние имавме обезбедување како и минатата година на сите училишта, значи тоа мора да го направиме на почетокот пред да влезат учениците, да се прави безбедносна проверка од страна на Министерството за внатрешни работи и за секој случај пред секој училиште има представници на Министерството. Овој пат, бидејќи навистина беа многу вознамирани наблюдувачките, побаравме полицијата да влезе во училиштето да ги заштити и веднаш потоа родителот бил повикан во полициска станица и ќе биде поднесена пријава. Да. Според сондажата, според искуствата што ги имате, на почетокот кажавте дека сте релативно задоволни. Да. Може ли да дојдеме во ситуација да бидеме максимално задоволни од испитот? Може ли да се доведеме, постои ли начин да се доведеме во ситуација да биде совршено изведен еден матурски? Совршено не постои никаде во светот, никогаш не се извеле испити со големи размери, каде што се било совршено. Се случувало и на системи кои што ние ги сметаме за понапредни, кон кои целиме, да се случуваат ситуации дури и целосно пробивање и повторување на тестирањата. Меѓутоа мора сите да целиме кон намалување на неправилностите. Тоа значи дека сите ние, и јас посебно очекувам дека оваа година искуствата ќе ни покажат дека сите следната година, не следната година, веќе во следната сесија во август, ќе бидеме многу посериозни и дека ќе ги почитуваме правилата. Исто така мислам дека присуството во голем простор, некои веќе се залагаат тоа да биде уште поголем простор, да не биде во училишните холови, туку во спортски сали. Сметам дека сите овие работи ќе придонесат да имаме многу поправилно организиран испит во смисла почитување на правилата на денот на тестирањето. Самата организација е правилна во смисла дека е изведена комплетно како што треба и сега само треба да поработиме со поединци кои што заради невнимание, намерно или ненамерно, помалку ја расипуваат сликата, односно затоа не можам да ви речам одлично беше, без никаков проблем, затоа веламе релативно, затоа што знаете како, ако 15, 20, 30 ученици ги прекршиле правилата, во ниеден случај не смееме да го минимизираме трудот на 15.000 ученици кои што навистина си ја сработила работата како што треба согласно правилата. Ова до сега се беше кажано во однос на учениците и прекршувањето на правилата од страна на матурантите. Дали може некој од кадрот кој што се грижи за успешноста и за правилноста на испитниот процес, дали може некој, дали постои опција, дали постои можност да го доведе во прашање или да го пробие кодот на испитот и да се обиде да помогне на некој од учениците? Постојат различни можности, значи она што јас сум особено горда што е така, за 15 години тоа никогаш не се случило во државниот испитен центар или од некој државниот испитен центар, затоа што тоа би било сериозен проблем.
вообичаено ова што се случува споделување на тестовете и подкажување се случува во текот на тие 3-4 часа додека е испитот. Ние секаде каде што нашите наблюдувачи интервенира и отстрануваа ученици со мобилни телефони, во исто време ги отстрануваа и тестаторите. Бидејќи сметаме дека тестаторот кој што треба да се грижи за 15 на ученици, 15 е максималната бројка, дека треба да е доволно внимателен и не може да дозволи ученик да користи мобилен, а тој тоа да не го забележи. Така што во извештаите што ќе ги доставиме до Министерството, освен овие информации што се случувало, ќе доставиме и бројката и имињата на тестаторите кои што не ја завршиле до крај совесно својата работа. Понатаму што ќе преземе Министерството? Сносат ли последици за прекршок? Во правилниците не постои експлицитна ставка каде што која што вели тестаторот кој што ги прекршил правилата ќе се случи тоа и тоа. Но во законите стои дека учеството на наставниците, на професорите е задолжителна работна обврска на сите наставници, да видат тестатори во матурата. Тоа значи дека прекршување на правилата на матурата е прекршување на основна работна обврска и предпоставувам дека тоа многу едноставно може да се решава понатаму и со Законот за работни односи. Дури и да нема експлицитни да речам последици доколку не се почитуваат правилата, но и тоа може да се додаде во сите правила што ги имаме, може и тоа да се додаде. Учениците може да бидат амнестирани, дали може да бидат и овие тестатори амнестирани, па другата година повторно да бидат шанса? Па учениците не се амнестирани, со самото тоа што ќе треба 2 месеци да потрошат од летото да учат за следната матура. Оние што нели ги прекршиле правилата, тестаторите предходно, бидејќи не се праве, ние се обидувавме како државен испитен центар да ги доставиме тие имиња кои што до соодветните повисоки органи да ги доставиме имињата на тестаторите што ги прекршиле правилата, но не ни функционираше. И не можеме да тврдиме дали дошле истите луѓе или други, затоа што професорите се номинираат од нивните директори, од училиштата. Не ги избираме ние како државен испитен центар, туку се номинирани. Но мислам дека овој пат, бидејќи на вистина многу зборуваме во јавност за ова прашање, дека нема да ни се повторува така, тоа и дека секако ќе внимаваме кого избираме и кого номинираат пред се директорите на училиштата за следните некои рокови. Го наметнавте последното прашање од овие на списокот. Дали доволно во јавноста се зборува за матурата и за начинот на полагање и за сето она што може да биде консеквенца од обидот да се мами? Па јас мислам дека годинава зборуваме многу повеќе од било која друга година, затоа што знаете како сега зборуваме, мене ова ми е приказна стара 15 години. Ние од Државниот испитен центар знаеме дека има препишување, знаеме дека има тестатори што не ги почитуваат правилата, има и наблюдувачи што не ги почитуваат правилата. Меѓутоа во јавноста никогаш толку многу не се зборувало. Почна минатата година со таа Вибер група, меѓутоа постоеше и претходно. Значи, најмногу препишувања сме констатирале во 2016 година, 4000 ученици добиле помалку бодови на тестот англиски јазик. А сепак, како бараме повестите, во 2016 не сме зборували. 8 години. Ставот кон работите. Да речеме, јас инсистирам да се кажат работите дури тогаш кога не се многу пријатни. Меѓутоа... Тогаш најмногу треба да се зборува. Да. Здравиот разум предпоставувам дека тоа го налага, нели? Да, затоа велам дека овој пат решивме нели да не ни останат работите како тежина само на вработителите на Државниот испитен центар, бидејќи јас сум сигурна дека ние добро ја работиме работата, а кога се зборува за лошите работи поврзани со матурата, прстот се вперува кон нас. Меѓутоа, ние добро си ја вршиме работата. Има еден куп други луѓе кои што се инволвирани во процесот и мора да ги решиме проблемите и да зборуваме за нив. Мислам дека оваа година, почна минатата година со Вибер групата и со социјалните мрежи, и убедена сум дека следната година многу помалку ќе зборуваме за проблеми, а многу повеќе за унапредување на квалитетот на матурата. Има голем простор за широка дебата. Нели е жално што зборуваме за вакви негативни појави, наместо да зборуваме за резултати? Постојано го нагласувам тоа, дека се станува збор за мал број случаи кои што на вистина фрлаат сенка, затоа што многу се зборува, секогаш кај нас повеќе се зборува за лошите работи. Фактот дека 15.000 ученици ја завршија
најголемата обврска која што е поврзана со средното образование пред 2 дена и сега ќе имаат едно убаво лето и ќе размислуваат каде ќе се запишат, за мене е најголемата и најубавата вест. И јас навистина им посакувам сите да добијат позитивна оценка и да се запишат на оние факултети каде што сакаат и да ги исполнат своите професионални желби, меѓутоа и тие исполнување на тие желби секако ќе им предизвика и лична радост. Да им посакаме многу успех и многу среќа на овие ученици, а измамниците кога тогаш во животот ќе ги сретне, ќе ги стигне, односно законот. Јас мислам дека Па кој закон ќе види? Мислам дека сега ова што ќе треба едно лето да изгубат и да не уживаат целосно и затоа што тоа се најубавите години, мислам дека ќе биде добра санкција е тоа, добра лекција. Па да, знаете како сега санкциите треба да бидат соодветни на возраста. Во секој случај, да. Ако некој научи на 18 години дека треба да ги почитува правилата, тогаш после 15 години верувам дека ќе биде на некоја функција каде што многу повеќе ќе ги почитува правилата. Ќе се сети на тој датум, на тој ден. Билјана Михайловска, директорка на Државен испитен центар, вториот изборен екстерен испит се полагаше на 8 јуни. Благодариме за учеството. До 8 јули ги очекуваме резултатите.